би сакала да ги анализираме податоците од Институтот за јавно здравје. Навистина е важно ова да го поминеме. Може да го пуштиме тој линк. Институт за јавно здравје. Значи, таму ќе видиме сега има некакви табели. Тоа е Институтот за јавно здравје објавува дневни, неделни и кумулативни за среќа податоци, значи од почеток на пандемијата па до 30 август заклучно ми се овие податоци. Има бројки, нели, колку има тестирани, заболени и така натаму. И сега вели вака, вкупно тестирани 148.269, вкупно позитивни 14.000. Значи тоа е отприлика колку извадив, мислам дека околу на крај ми е процентот. 9,67% имаме од тестираните заболени. Меѓутоа, тука во табелата вели позитивни, а подоцна во текстот ги нарекуваат заболени. Значи, не прават разлика помеѓу позитивни и заболени, а сметам дека тоа е навистина разлика што треба да се прави. И потоа имаме овие серолошки тестови, 4982 се направени серолошки тестови преку крв и позитивни од нив испаднале 24 во ред. И сега, од нив, значи од овие 14.000, сега цело време со таа бројка збориме, од заболените, 19,3 биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите се на домашно лекување асимптоматски или со полесна клиничка слика. Значи, тука ги ставам и асимптоматските во овие останати 80%. Не знаеме колку се навистина асимптоматски, а колку ги имаат симптомите, ама се со полесна клиничка слика, што сметам дека треба да биде издвоено. Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, пазете, најчесто се регистрирани температура 65%, малаксаност 47%, кашлица 38%, главоболка, болка во грло, треска, ослабен усет за мирис и вкус и отежнато дишење 10%. Тоа се малте не истите симптоми кои што сезонски грипи од други обични настинки се појавуваат. Така беше и кажано на почеток, Владо. Значи, на 11 март, ако не се лажам, СЗО прогласи пандемија, веќе утредента, што е исто многу симптоматично, почна да работи оно еден сајт, јас го следав првите неколку дена додека веќе сватив што се случува. Тој сајт веднаш беше спремен. Значи, кај што ги прикажува по држави во цел свет. Да. Ајде така, меѓутоа тој сајт има доста корисни информации, значи се прикажуваше по пол, по возраст, кои се симптомите, значи уште на самиот почеток беа кажани сите овие симптоми, исто како и ризичните групи. Значи, во однос на старост и во однос на болест. Так, диабетес, кардиоваскуларни, хронични и така натаму. Меѓутоа, тоа е тоа. Од случаите кои се епидемиолошки истражени, кај 3784 или 26% од диагностицираните не се регистрирани симптоми, значи, еве се извинувам, од асимптоматските, значи од оние вкупно 80%, 26% се немаат симптоми. Во однос на коморбидитети, од случаите кои се епидемиолошки истражени, кај 30% се присутни хронична здравствена состојба, од кои 2900 имаат кардиоваскуларна болест, 1100 диабет, 609 се со хронична белодробна болест, 800 со други хронични болести. Од хоспитализираните, кај 59% се присутни коморбидитети. Значи 59% имаат некаква друга болест. Сега смртните случаи. Велат има 603 смртни случаи, тоа е 4,2%, ако се стави во однос на вкупно заболените 14.000 и нешто. Од овие починати, 80% се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест, диабет и белодробна болест. 36 или 6% од пријавените починале во вонболнички услови, останатите 94% починале за време на хоспитализација. Дури 94%. Тие што се стави на респиратори во Така. Значи, во однос на респираторите, ние како здружение уште во март, почеток на април, видовме едно видео каде што многу еминентни доктори се чудеа што се случува едноставно. И тие заклучија дека протоколот на лечење е сосема погрешен. Дека човекот не смее да биде ставен на респиратор. Дека смртноста малте не е преку 90%. Така. Значи тоа е
нели, дека е потребна кислородна поддршка, меѓутоа градите да работат сами, а не тие да се умртват и само да добива кислородна поддршка од машината.